И Крушево за среќа оваа година со многу снег кој им оди во прилог на домашните и странски туристи кои ги има во голем број во овој ски центар, што нуди се на посетителите. Дознаваме од градоначалникот Томе Христоски, кој што го имаме на Skype ова утро. Господине Христоски, добро утро и добре ни дојдовте па и вака во Македонија наутро, виртуелно. Добро утро до вас и до гледачите на Националниот сервис. Пред се сакам да ви упатам една до сите гледачи успешна година, со радост и среќа до секое семејство во нашата држава. Дај Боже за сите да биде така. Неколку години имавме сериозен предизвик со малото количество на снег во Крушево, но за среќа оваа година се ни тргна од рака, па имаме почеток одличен на ски сезоната. Колку сантиметри снег има во моментов во Крушево? Во моментов се чисти и проводни патиштата и до Крушево и низ Крушево уличките, знаеме дека се тесни, но се чисти и проводни, сообраќајот е нормален, нема во моментов голема количина на снег, но скијачките центри, односно скијачките ски патеки има снег доволно, околу 40 сантими и има нормално, безбедно и посакувано скијање за зимскиот спорт. И од каде се посетители донесе снегот оваа сезона? Колку ги има на број и од каде? Голем број на посетители се од нашата држава, но има и надвор од државата. Најавуваме успешна сезона, Крушево е преполно со туристи, се бара место повеќе и во сместувачките капацитети, но и дневни туристи кои ни доаѓаат од блиските градови како што се Прилеп и Битола, и навистина Крушево руши рекорди со посетеност оваа година. Пред малку Огњан Циговски од ски резортот Маврово го прашавме што нуди тој за посетителите. Морам да ве прашам и вас, бидејќи претпоставувам дека дел од граѓаните празмислуваат каде да го поминат овој викенд, чист воздух ни е повеќе од потребен. Што нуди Крушево за скијачите? Пред се Крушево е еден од ретките градови во нашата држава со доста богата историја, затоа сведочат и доста градби кои постојат и денес. Има вкупно околу 6 музеи, има доста содржини кои ги овозможивме изминативе години заедно со приватниот сектор како партнерски однос со нив. Крушево има богата понуда. Првично за туристите да му се навратат на Крушево е навистина Крушево град со душа, има одлична гостопримливост и многу културни и историски, како што најавив, знаменитости. Имаме добар ски центар со нови алтернативни содржини, авантуристички парк, даунхил патеки за велосипедистите, пешачки патеки околу Крушевското езеро и се повеќе убава и автентична храна, крушевска храна која навистина ги привлекува не само од внатрешноста туристите, туку и надвор од нашата држава. Години наназад во овој период од годината почесто комуницираме, па и ве имаме во Македонија наутро. Една од темите на која што требаше сериозно да се работи изминативе години беа сместовачките капацитети, бидејќи немаше доволно во однос на побарувачката. Како е во моментов? Има ли кревет за секој оној кој што ќе сака да дојде и преспие во Крушево? Иако е претесно за сместувачките капацитети, зборувајќи за Крушево, имаме околу 600 легла во приватниот сектор и околу 400 легла во хотелите. Овие денови ќе се најави уште една голема инвестиција со купување на хотелот по моја најава, односно известување од некои потенцијални инвеститори дека ќе се купи хотелот Илинден, кој е навистина хотел со душа и еден од најстарите хотели. Со тоа ќе има дополнителен инпут кон локалната економија и привлекување на се повеќе гости на туристи во Крушево, што значи имаме доволно сместувачки капацитети, иако рушиме рекорди на посетеност. Категоризираме дополнително во приватниот сектор, се стабилизира таа работа и имаме се повеќе нови категоризации на сместувачки капацитети во нашиот град. И по кои цени, односно колку ќе не чини неколку дена зимски одмор во Крушево? Тука зборувам и за преспивање, но и цените на угостителските објекти. Храна ни е потребна секако. Во зависност од категоризација на сместувачките капацитети, знаеме имаме алтернатива каде, како што претходно слушнавме и со Маврово, за секоја фамилија и за секој џеп има сместувачки капацитети. Во зависност од категоризацијата. Како во хотелите, така и во приватниот сектор, не можам конкретно да ви кажам за цените, тоа е пазарна економија на приватниот сектор. Можеме ли да си дозволиме? Еве тоа може да ни го кажете.
А Крушево, за разлика од другите центри, како што се поголемите градови, имаме приступачни цени и приступачни сместувачки капацитети, зборуваме за секој джеп и за секое семејство. Господине Христоски, снегот е секако рај за сите оние кои што го сакаат ски спортот, но не скијат сите. Тука треба да сме реални и искрени. Што нуди како алтернатива Крушево за оние кои што сакаат само да го гледаат снегот и ништо повеќе? Па добро познати од станични и најразлични содржини, ски терените и жичарницата се добро подготвени и постојано се одржувани, како што кажав и претходно. Станич е дополнително со адреналински парк, кој што е инвестиција на приватниот инвеститор, односно хотел Панорама Спа, и овозможува адреналинска возбуда на околу 3500 квадрати, со низа содржини како што се роуплайн, зиплайн, гоукарт, велосипедски патеки и карпа за искачување. Се отворија околу 6 или 7 планинарски велосипедски патеки, проектирани и изградени по меѓународни стандарди. Потребите на влюбениците на планинскиот велосипедизам и капацитетите кои ги поседува Крушево представуваат основен мотив за еден ваков значаен проект за Крушево, но и секако ние како општина сме должни да овозможиме инфраструктура за да ги задржиме туристите и посетителите ден повеќе. Тука се знаменитостите, како што се историските знаменитости на Крушево, Мечкин камен, каде што реконструиравме комплетно таму комплетно локален пат, исто така до Крушевското езеро, одлични пешачки патеки имаме, и тука е спомен куќата, спомен обележјето на Тоше Тодор Проевски во Крушево, што значи Крушево има богата програма и содржина, каде што секој викенд остваруваме и рушиме рекорди со посетители. На почетокот на разговорот споменавте дека сите патишта во моментов се исчистени и лесно може да се пристигне до Крушево. Од управата за хидрометеоролошки работи најавуваат интензивни врнежи од снег од доцна ноќеска па и за време на викендот. Дали тоа значи дека механизацијата е подготвена за работа на терен и дека сите оние кои што ќе сакаат викендов да дојдат до Крушево нема да имаат проблем да пристигнат до кај вас? Општина Крушево ги става во функција сите инфраструктурни и човечки капацитети и ќе овозможи реализација на богати културни содржини со тоа. Непречено се чисти снегот, заедно сме во комуникација со централната власт, јавното комунално предпријатие Крушево, каде што има програма за редовно одржување на улиците и непречено и одржување на истите заради нормален и безбеден сообраќај на сите, што значи немаме опасност од никакво затрупување од снег во Крушево, така да секој е добре дојден и од тука ги повикувам сите кои што добронамерници да ни дојдат и да не го посетат Крушево. И ако ве прашаат во една реченица да им кажете зошто да за Крушево оваа ски сезона, кој ќе биде вашиот одговор некако за крај на разговорот? Крушево е навистина зимска бајка и е центар, зимски центар во нашата држава, нашата Македонија. Тука имаме прекрасна храна, одлични содржини и Крушево се повеќе привлечна и посакувана дестинација за сите 4 сезони. Аргументите ги дадовме, оставаме на граѓаните да го направат изборот. Благодарам господине Христоски за разговорот и гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија. Ви благодарам.